Денеска сме гости на Македонското виногорје. Ова е земјоделски дел, значи во Неготино, значи во Тиквишијата. Морам да кажам дека мојата заложба ќе оди во насока на отварање на нови пазари, мајки во предвид дека со оглед на војната во Украина, македонските земјоделци го загубија белорускиот и рускиот пазар, но очигледно дека ниту владата, ниту претседателот на државата се интересираат каде може да се пласираат земјоделските производи. Буквално целата опрема воена што имавме, и хеликоптерите, и сухоите, и ракетните фрлачи и така натаму, се што можевме да дадеме, дадовме. Меѓутоа, заедно со таа воена опрема која што ја дадовме, воопшто не се потрудивме да одат и дел од земјоделските производи. Тоа што значи дека во мене земјоделците ќе имаат сигурен поддржувач, дека заедно со мене кога ќе одам на службени патувања, постојано ќе мора да оди и министерот за економија, да се отвараат нови пазари, нови можности за македонското стопанство, а посебно за македонското земјоделие, особено за конзервната индустрија што се развива во овој дел од регионот, значи овде и Тиквишијата и оној дел кон Гевгелија. Јас сакам да напоменам дека не може претседателот да се држи само исклучиво за овие што ги има уставни надлежности, а да не интересира за тоа како живеат земјоделците, како живеат нашите граѓани, да нема воопшто никаква реакција кога ќе се затвори некој пазар како резултат на виша сила, а војната во Украина е виша сила, изгубените пазари и воведените санкции, за тоа Република Македонија и земјоделците не добиваат никакви компензации, значи тука тоа прашање мора да го отвори претседателот на државата.